поетско читање за прв пат годинава во Домот на култура на 25 септември во 18 часот. Ученици креираат, творат. Главниот иницијатор е Ивана Глокјуновска, авторка е веќе на неколку книги, романи, поезија. Добро утро! Добро утро и од мене, ви благодарам пред се за поканата. Навистина една убава активност, една убава иницијатива. Како велиме, ги натеравте, ги иницииравте, ги потикнавте децата, учениците, претесно се основци. Основци, така. Така, од цела Македонија ќе бидат нагости во Сопиште. Колку ученици, колку деца се пријавија? 18 вкупно дечиња имаме пријавено. Како што кажавте, од различни градови на Македонија се пријавени, различна возраст, што ни е пред мило и драго, што ета нима од секаде ќе се споиме на едно убаво место и ќе уживаме во детската поезија. Имаше зададено тема или беше слободна? Темата им беше слободна, претежно се пишуваше за мојот свет, прекрасни песнички од талентирани дечиња добивме и се надеваме на една успешна соработка сега и понатаму. Верувам дека ќе продолжите и натаму. Кој беше најмалото учениче? Најмалото учениче ни е 7 години, така и ни почнуваше самиот конкурс што го имавме распишано. Децата да творат од 7 до 14 години, значи сите основци беа фатени. Најмалата ни е талентираната 7 годишна детенце, кое... Нема да откриеме, меѓутоа, што беше потикот за неа? Што исто пишуваше за својот свет, мојот свет? Да, исто за мојот свет, поддршка, значи, од ментори, од наставници во училиште, од родители, наша поддршка, како, што организираме поетскиот настан, добија сите дечиња. И особено некако ми е драго што вака поддржувате, бидејќи навистина знаеме дека младиот свет е пред мобилен, пред компјутер, пред лаптоп и така натаму, меѓутоа ги потикнавте да пишуваат, да се посветат на зборот, да го читаат натаму, а како велиме мораме некако да читаме, да пишуваме на македонски јазик, бидејќи некако странските јазици им се попривлечни. Точно така, затоа и дојдовме до самата идеја да ги потикнеме да креираат, да пишуваат на македонски јазик, затоа што нашиот јазик е од најголемо богатство. Така. За сите, па и за децата. Меѓутоа, вие не организирате само настан за ученици, зад вас летово, кога беше во јуни или јули? Да, во јуни месец исто организиравме поетски настан за возрастни, кој се надевам дека како и овој, така и тој ќе прераснат во традиција која ќе се организира и ќе трае со години. Исто така во Сопиште? Исто така во Сопиште, да. Односно се одржава во Сопиште. Нема да ги прераскажуваме, ама и неколку имате романи, проза. Кој е вашиот поттик за пишување? Пишувам и творам, уште како дете. Така и вистинска љубов е напишана кога имав само 17 години. Меѓутоа, тоа време и сега, потешко се доаѓаше до целта за да се објави книга. Што ве поттикнува? Зашто сакате најмногу да пишувате? Пишувам претежно љубовна тематика, инспирирана од секојдневниот живот, случувањата што ни се случуваат и меѓутоа ова не е љубовна, молкот на страдањето? Да. Молкот на страдањето е автобиографска книга, значи го пишувам мојот живот како дете, све што ми се случувало со надеж дека ќе поттикнам деца да си ги искажуваат своите мисли, наставници да посветат на некои деца што навистина имаат потреба на повеќе грижа, родители исто така, да не гледаат како физички изгледа детето, може и да е насмеано, може и да е весело, ама внатре е да биде толку многу потиштено. Значи, разговарајте родители со своите деца, наставници исто. Убава порака, кажавте, треба да се влезе во душата на детето, да се открие што мисли, што размислува, каква му е перцепцијата. Одлична идеја, уште еднаш ке на крајот само да најавиме, значи на 25-ти во Домот на култура. Да, во 18 часот во Домот на културата во Сопиште
ве Има ли очекува. некако изненадување? Ке има, да, секако пред се ќе имаат секој дете учесник има благодарница, ќе има подарок изненадување и Убаво дружење. убаво дружење пред се, да. Тоа е најбитното што ќе имаме едно такво убаво дружење. Навистина ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Ќе бидеме со вас секогаш кога ќе организирате вакви убави настани, односно настани кои што ќе пред се ги поттикнуваат учениците да пишуваат, да креираат, да читаат, затоа што навистина само така може да се развијат во една комплетна личност која што навистина ќе му помогне во животот. Многу секој кој што чита многу книги, различни теми, помагаат за формирањето на личноста. Точно така, значи ние нема да застанеме тука, ќе одиме и понатака. Сепак сакам да искажам голема благодарност до сите кои не поддржуваат во овој проект што го работиме. Исто така голема благодарност искажам до хуманитарното здружение Хуманост 2022 Пода и рака, кој ни скочува во сусрет како најголема поддршка. Благодарност до мојот тим што секогаш е тука и до мене да го организираме настанот да биде збогатен со традиција, исто така до фолклорниот ансамбл Свети Јован Ракотински кој секогаш на сите настани не поддржава и навистина Така. сме збогатени со традиција од дечињата кои настапуваат. Така е, без помагатели не може би да се одржат овие настани. Иван, уште еднаш ти благодарам за директното вклучување. Благодарам и јас за поканата. Студио.